Неизвестно е дали ќе продолжи реализацијата на проектот Крушевска република во 2022 година во следна фаза. Градоначалникот на Струмица Костадинов предлага затворањето на останатиот дел од каналот да биде во уште 2 фази, но за тоа сепак да се консултираат и граѓаните. Затоа во буџетот за 2022 внесуваме дополнително средства од 30 милиони денари, кои што сметаме дека ќе бидат доволни за завршување на прва фаза. Да ја следиме динамиката, да ги следиме потребите, да веќе е готов проектот до завршување до Климент Охридски. Она што е моја идеја, да не биде втора фаза да почнеме од кружниот тек кај Евана, па до Климент Охридски, до транзит, до булевар Климент Охридски, туку да биде поделена, да биде додадена, се извинувам, уште една фаза. Значи втората фаза да биде од кружниот тек до улицата Младинска и од улица Младинска, најмалиот, најкраткиот дел што останува, до Климент Охридски. Тоа се моите планови и секако согласно, ќе повторам, приоритетите кои што ќе ги утврдиме со граѓаните преку најразлични форми на. Според градоначалникот, работата на првата фаза е во својата завршница. Вели дека почетокот на 2022 треба да е готов овој дел од каналот. Проектантите не може да испроектираат се што би можело во фаза на реализација или на градба да се случува. Дел од проблемите кои што тековно излегуваат со реализацијата на проектот се решаваат и согласно тоа се врши, мислам, се одвива реализацијата на самиот проект. Секако дека очекуваме дека во наредниот период со забрзана динамика се работи, односно изведувачот работи со поприлично забрзана динамика да конечно и овој проект стане реалност. Веќе во погорниот дел од каналот Крушевска република почнато е со монтирање на плочки по шеталиштето. Тоа ни дава за право да веќе соопштиме дека влегуваме во финална фаза на на реализација на таа прва фаза од уредувањето на каналот Крушевска република. Првата фаза од затворањето на поројот Крушевска република опфаќа реконструкција на истрошените делови, промена на самиот пресек на поројот, проширување на двете паралелни сообраќајници, покривање на поројот, хортикултурно уредување, осветлување, со што овој комплексен проект значително го менува изгледот на тој дел од градот.